Пределот на Михајлово доби неколку планинарски патеки. Професионално маркирање направи планинарското спортско друштво Орле. Истите ќе бидат вистинско уживање и атракција не само за оние кои ќе престојуваат во одморалиштето, туку и за сите кои ќе посакаат да уживаат во природата и нејзините убавини. План за маркирање се крои уште за неколку патеки, а досека планинарски адаптираните се прилагодени според должината и за деца и за возрастни. Идејата падна, бидејќи ние планинарски дом имаме во село Мрежичко и теренот постојано го поставуваме, постојано идат наши гости, ма идат наши луѓе кои што не се планинари и се створи пред неколку години иницијатива да направиме неколку стази прво околу Мрежичко, а после со разговор со луѓето што се вработени во Михајлово се направи една иницијатива, имавме едно предавање за мали деца таму, да направиме неколку стази околу летоваришето. Уназад неколку викенда направивме една интересна, сега почнавме од неа по-долга стаза. Тоа е една стаза која е кружно врти од Михајлово, зла страна се вика, од таму управец на Турскирит и па доаѓа до селото Мрежичко. Таа е негде околу 25 км. Друга стаза, по-јака, за повозрастни, исто маркирана со нас, со нашето друштво и со помош на Зелен брег, тоа е другото планинарско друштво, од Михајлово до Дудица. Значи, тука миниме покрај Голубец, интересно место, Дудички колиби и Врвот. Сега, имаме разговаран со луѓето од Михајлово, ние треба да направиме едни стази кои ќе бидат прифатливи и лесни за деца, бидејќи Михајлово е посетено многу деца, и ние ќе ги направиме стазите така по возраст. Тоа ќе го направиме кај еден проект и на вротен ќе го кажеме таа е стаза за толку време, толку се враќаш назад или слично. Сега нашите планови се, бидејќи ние имаме на маркирана планинарска стаза од Мушев гроб, антената Смрдла до Михајлово. Сега нас сакаме да направиме задачињата од Михајлово назад до Смрдла една и една управец на Голубец и друга управец на Конопиште, а не да име до селото, него тоа еден Врвец, едно место има. Тие стази сега ќе ги работиме, рекуваме прво да ги направиме вие по-долгите стази, тие се више готови дете. Тоа значи ќе биде безбедно и наставникот ќе ги води децата да ги прате планинарските маркации, нема проблем за дечињата и ќе знае колку сати за колку е вако пешачење. Други стази околу Мрежичко направени се, сега треба некој да ги обновиме, едно 4 и тоа се од црквата во Мрежичко која е многу посетена до Карпата долу до Блашница, од таму го викаме до тунелот, една интересна стаза има сега моментално пред еден викенд го работиме до пештерата Трлов, тоа е управец на Рожден. Значи миниме од Мрежичко, го викаме мостов на Стравот, е највисокиот мост на лентата на Фени. И од таму маркирана стаза до пештерата. Пештерата е многу интересна, многу е живописна и стазата е токму планинарската до неа. Друга стаза е маркирана со соработка со тиквешките точкаджии, и редовно работиме со нив, кога прават на манифестацијата нивна, по договор со нив правиме 2 години добри стази, последната стаза беше негде околу 22 км, викавме долга стаза и кратка стаза со 3 км. Значи, ние го заокружувавме делот од Михајлово, Турскирит, Василград до Мрежичко е, мислам, 100% безбедно за пешачење и бавење во планина. Според председателот на Орле, патеки се маркираат низ цела Тиквешија каде теренот е привлечен за планинарење. Постои иницијатива по која се подготвува и проект за заживување на пештерскиот туризам во село Мрежичко.